Четвртиот бран не го одмина ниту Куманово. Само последнава седмица регистрирани се 454 заразени. Од Центарот за јавно здравје Куманово потврдуваа дека свадбите, забавите и масовното непочитување на здравствените препораки и мерки, но и слабиот интерес за вакцинација доведоа до масовното ширење на делта сојот. Додаваа дека станува збор за кластери во семејства, од кои голем дел биле на прослави, но и се вратиле од летни одмори. Сето она што е непочитување на мерките, на препораките, даде и зголемен број кај нас регистрирани новозаболени лица кои што се од COVID-19 позитивни. Така да само во последниот месец, од почетокот на август, има вкупно 886 лица, од кои во последнава недела 454 лица се регистрирани. 360 лица се регистрирани општина Куманово, 8 лица од општина Старо Нагоричино и 68 лица од општина Липково. За само последните 3 дена веќе имаме 154 позитивни лица, што станува збор, значи за еден тренд на зголемување на бројот на заболени, така да само за 2 недели промена во инциденца бележи за 354%. Во текот на 33-та недела, значи минатата недела, има починати 16 лица, а активни случаи се 708. Очекуваме, доколку не се почитуваат мерките, како и препорака за масовна вакцинација, значи за оние лица кои што не се вакцинирани, тоа да се вакцинираат во најкраток можен временски период, бројот на новозаболени во текот на наредниот месец, наша проценка е дека ќе се зголемува, односно ќе расне. Актуелната состојба со пандемијата го зголеми и бројот на тестирања во лабораторијата на Центарот за јавно здравје. На пунктот дневно се реализираат по 100 PCR тестирања, но и до 250 брзи тестови. За жал бројот на позитивни брже расте. Задниве денови дури 50% тестираните излагаат позитивни, што е поразително, меѓутоа таа е истината. Ние сме спремни да одговориме и на поголем наплив на пациенти, и покрај што персоналот е прилично исцрпен, ние сме цело лето работиме без одмор. Ниеден член од мојот тим нема користен одмор, се надеваме дека ќе дојдат боле времиња, па ќе ги искористиме, меѓутоа не се штедиме. Во интерес на граѓаните ќе пружаме услуги до максимум. Пунктот работа понеделник до сабота, во недела имаме дежурна екипа која што работа само на брзи тестови за болницата и луѓе што патуваат или некои граѓаните што сака да се истестира приватно. А мој термин во сабота, само до сабота, во недела немаме термин. Здравствените работници апелираат граѓаните, особено лицата со хронични болести, да ги почитуваат препорачаните заштитни мерки.